Ви благодарам, председателе. Со овој амандман членот 15 се менува и гласи: во членот 19 во ставот 9 зборот 8 се заменува со бројот 15. Во ставот 11 бројот 15 се заменува со бројот 30, а мислење се заменува со зборот согласност. Покрај органите, ставот 12 се менува и гласи: покрај органите на државната управа, став 11 на овој член, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните суровини во рок од 30 дена по службена должност бара согласност и од единицата, односно единиците на локалната самоуправа на чија територија е поднесена иницијативата за вршење на детални геолошки истражувања. Одлуката за согласност во единицата, односно единиците за локална самоуправа ја носи Советот на општината. Единицата, односно единиците за локална самоуправа на чија територија е поднесено барањето за проширување на концесија за вршење детални геолошки истражувања, се должни да организираат јавна расправа за локалното население и за сегнатата јавност, со присуство на стручни лица и представници од институциите со рок за достава на мислење за белешко најмалку 30 дена и се должни овие мислења да ги земат предвид при носење на одлуката. Понатаму, ставот 13 се менува и гласи: органите од ставот 11 на овој член се должни својата согласност да ја дадат во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на барањето. Органите од ставот 12 на овој член се должни својата согласност да ја дадат во рок од 60 дена сметано од денот на приемот на барањето. По ставот 13 се додава нов став 14 кој гласи: 14. Во случај доколку не се добие согласност од органите од ставовите 11 и 12 на овој член, концедентот донесува одлука за одбивање на барањето за проширување на концесијата за детални геолошки истражувања. Ставот 14 станува став 15. Значи, уште еден амандман во насока на претходно што го дискутиравме. И истиот амандман се предлага со цел мислењата издадени од разни органи на државната управа да не видат без знаење во носење на одлуката за доделување на концесии и да се бара согласност наместо мислење. За да се избегне коруптивно влијание во давање на согласност од единиците на локална самоуправа и да биде одлука донесена од представници избрани од граѓаните, затоа предлагаме да се донесува од страна на Советот. Она што законодавецот претходно се плашеше од градоначалниците, сега тој ризик му изменет, може директно од Советот. Локалното население така ќе биде запознаено пред да додели концесија, а затоа е потребна јавна расправа каде ќе се презентираат сите информации, каде граѓаните ќе може да дадат забелешки и мислења кои општината ќе ги земе предвид во носењето на одлуката. Рокот за согласност од единиците на локална самоуправа треба да се зголеми од 15 на 60 дена, поглед дека треба да се организира јавна расправа и да се остави време од минимум најмалку 30 дена за достава на мислење и забелешки. Добивање на согласност од сите надлежни органи на државната управа, како и единицата, односно единиците на локална самоуправа на чија територија е поднесено барање за проширување на концесијата за детални геолошки истражувања, суштинско значење и не сме да биде игнорирано. Потребно е јасно дефинирање, ако не се добие согласност, барањето за проширување на концесија да се одбие. Тоа е. Благодарам.